Има зошто таму, баш таму нема семафор и нема премин. Не е обележано. Веројатно има сообраќајна студија и како што има за секоја улица, булевар која се прави, зошто и каде се поставуваат семафори или се поставуваат пешачки премини, каде има надвозник, подвозник, мост, пешачки и така натака. Има зошто е тоа така. Кога градот и кога државата прават некој проект, тие го прават да биде во функција на јавноста и колку што може да се заштити безбедноста и сигурноста на оние кои што граѓаните кои што го користат. Не е тоа ќе стаи сега ќе му прдне на граначалникот, стаи си таму, што пиши таму, стаи семафор. Значи има некои правила. Зошто не може да има семафор и зошто не може да има пешачки и тоа се решава со пешачки мост. Подоле има, од овдека на 100 метра има подоле пешачки. Има назад исто така пешачки. Има зошто е тоа така. Претпоставам дека сообраќајните експерти кога го правеле проектот рекле види туку имаме мала кривина, имаме раздвиженост, пазарот е од отворен тип, може да истрча некој нешто, подобро да има мост. Претпоставувам се, немаш тоа така им текнало сега, ќе ставиме ние. Има Игореше, има лифт на мостот. Па сега да бараме некој вака ураче да веземе пренесе од не. Значи треба да се затвори див премин. Див премин значи надвор од законските норми. Нелегален е. Сакаме легално правна држава, тоа е правна држава, нема таму премин. И нон-стоп има таму чукнати луѓе. Нон-стоп. И кога ќе удрат некој од крива е државата. Добро е да го затвориме, а не. Сега